Референдумот заврши, но наместо решение се повеќе се усложнува политичката ситуација во државава. Се повеќе се чини дека резултатите од референдумот се користат за пропаганда на двата политички блока. Се тргували со пратеничките гласови, затоа што за едни референдумот е неуспешен, за едни референдумот е успешен. Дали ќе имаме евентуални предвремени парламентарни избори? Денеска разговараме со професорот доктор Димитар Апасиев и благодарам што прифативте поканата. Благодарам и вас на поканата. Најпрво би започнал од левица и би започнал од вас. Дали ве фрустрира константното одбивање на сите ваши иницијативи, особено за референдумот, кога сега власта го прикажува неуспешниот референдум како голем триумф само затоа што имало повеќе гласови за? Па, само да ве поправам, не се сите неуспешни иницијативи. Ако се сеќавате, она иницијатива за вице-премиерите, кој Уставниот суд утврди дека не постои таква функција, исто така беше наша. Значи, во случајот за референдумот, тоа беше класична политичка одлука на уставните суди, за кој што ќе се пишуваат веројатно магистерски и докторски тези. Го чекаме образложението да видиме по кој основ тие ја отфрлија, решение треба да донесат. Дали ќе се прогласат за ненадлежни, што се сомневам во случајот, затоа што веќе има преседани кога тие поништиле, ако се сеќавате за референдумите на југоистокот, или ќе одат на тоа каде што ќе велат дека прашањето е согласно уставот и законот, што ќе биде ѓаволски тешко да го објаснат, бидејќи од авион се гледа дека има и формално правни и материјално правни причини. Тие славејќи го тој триумф, всушност тоа им се одрази, како што и прогнозирав на денот на донесувањето на решението. Тие беа 7-2 поделени. Еден од судиите кажа дека тоа е координирана или договорена активност, значи некој ги договарал, што е исто така сомнителен податок кој треба да се истражи, значи никој не смее да им се јави на уставните суди. По референдумот вие се злагате за избори. Зошто сметате дека предвремени парламентарни избори би биле можно решение за излез од оваа политичка ситуација? Многумина овој чекор го очекуваат како можност на голема врата да се врати ВМРО ДПМН. При тоа, на каков исход се надевате вие при евентуални? Така, значи избори? Да појасниме, стануваше збор во теорија речено за арбитражен референдум, имено кога имате судир на две власти и ставате народот да пресуди кој е во право. Во случајов имавте судир помеѓу председателот на државата кој одби да потпише и затоа реков дека е договорот без негов указ и без негов потпис клинички мртов, и владата, односно шефот на дипломатијата кој го потпиша, значи помеѓу двете глави на извршната власт ние имавме судир. Значи немавме кохабитација во процесот да бидат прифирани еден со друг заедно да го тераат како национален консензус. И во таков случај народот одлучува. Народот одлучи во ваков случај на страната на председателот, условно кажано, бидејќи не ја даде потребната поддршка на договорот која што се бара согласно уставот. Цензусот е уставна категорија, не може креативно да го толкуваме. И сега од ваквата ситуација не постои друг излез освен вонредни, тоест предвремени парламентарни избори, затоа што повторно суверенитетот се враќа кај граѓаните во случај кога е прокоцкана шансата вие да направите реформи, затоа што сте се фокусирале на погрешни политики. Апсолутно. Значи, Социјалдемократскиот сојуз и целиот тој бран на незадоволство на предводен од шарената револуција беше за внатрешни реформи. Не беше за отварање на веќе подзаборавени адакта прашања, како што се тиранска платформа, договор со Грција, договор со Бугарија. Значи, сите тие прашања беа замрзнати спорови, кои така требаше и да останат. Ние требаше внатрешно да се реформираме согласно извештајот на Прибе. Вие ако го земете извештајот на Прибе, истиот како да ја пишувам за сега. Значи, вие немате никакви поместувања во клучните сегменти кои што требаше да ги имаме. И во овој случај, ќе го кажам примерот со Де Гол, една клучна фигура, француски председател, кој што беше предводник и на отпорот, значи една аура на популарност, кога го изгуби референдумот за некоја регионална поделба во Франција, тој вели: Господи, ние тука завршуваме, си даваме оставка и одиме на избори. Нема друг начин за решавање. Го спомнавте извештајот на Прибе, кажате дека истите препораки важат и за оваа власт. Ако важат истите препораки и за оваа власт, легитимно се отвори прашањето кое се коментира во јавноста, дали
СДСМ е пуштена на најако ВМРО? Па да, тоа е, има една поубава парола дека заевизмот е највисокиот стадиум на груевизмот. Значи, нас не се случуваат работи кои е непоимливо да се случуваат. Значи, цензури, рудници на смртта, нефермање на народна волја, толкување од спецсоветници, агитпроповска пропагандна војна, значи пресметување со овакви куртон медиуми каде што се вадат прљави работи за опоненти. Значи истата приказна од времето на Груевски и на ВМРО. Веројатно има спас во појава на нови политички фигури, затоа што јас ова лично, интимно го толкувам како последен шамар 30 септември беше мегиникот со кој што заврши транзицијата според мене, затоа што сите овие транзицијски ликови кои се појавуваа по спотовите, ако ви текнува, сите тие не можеа да соберат половина милион луѓе зад себе за да ги убедат во исправноста. Тоа е голем шамар за тие транзицијски истрошени ликови и веќе се појавува пукнатина каде што може да продре нова политичка сила, особено зборувам за антиестаблишментска, значи луѓе кои нема да ги мантраат истите тие мантри за НАТО, ЕУ и така натаму, а позади ќе си местат тендери и ќе си ги запослуваат своите љубовници. Така што доаѓа време на нова, свежа енергија и тука ја гледам шансата за пробив на наредните избори на левица конкретно. Дали сметате дека, еве, како што кажавте, како што можев да разберам, левица е закана за оваа власт? Па ние сме опозицијска партија, тоа значи дека ние на наредни избори, ние дури во програмата на претходните избори имавме зацртано, тоест како една од мерките во рамки на политичкиот изборен систем е да се забрани предизборно коалицирање, бидејќи на тој начин не знаеме колку тежи секоја партија. Например, вие сега имате партија со 3 пратеници, која се шлепа на големата коалиција и се избоксувала да си има 3 пратеници, а да излезе сама на избори нема да освои ниту 6000 гласови, ви тврдам. Како гледате дека натаму ќе се одвива ситуацијата на политичката ситуација која е моментална? Дали власта ќе успее да најде пратеници? Во наредните 2 години не само што парламентот не може да го промени уставното име, туку и на нов референдум не може да се промени уставното име. Значи, толку е цврста правната позиција сегашна. Значи, тие не знаејќи како да го водат целиот овој процес, сами себе се матираа. Дури и да обезбедат 80 пратеници за уставни измени, дури и 120 да имаат после изборите, тие не можат со собраниска одлука да променат референдумска одлука. Значи, референдумот од 1991 година беше задолжителен референдум. Тоа значи дека неговото дејство е ерга омнес додека не се промени на нов референдум. И колку за споредба, во 1991 година 76% беше излезноста на граѓаните. Значи, одлуката беше донесена со 1.080.000 луѓе кои гласаа за држава која ќе се вика Македонија. Стрикно стоеше зборчето во договорот, во референдумското прашање, некако сега да се зацкрива зад договорот. Сега, во 2018 вие имате со сите малверзации за кои што дознаваме, дека се гласало на 3 секунди, дека добиваме светски рекорди од излезност на последните 2 часа, вие стигнувате до 36% и сега од него 609.000 гласале за. Значи имате 1.080.000 луѓе наспроти 609.000. Значи таа волја на 1/3 од електоратот не може да се наметне над волјата на 2/3 од електоратот. Сега, кај нас има една квака тоест една забрана во нашиот закон за референдум, кој патем речено е донесен од страна на Социјалдемократскиот сојуз во 2005. Они беа многу уплашени од можниот успех на референдумот 2004 за територијалната поделба и од кога помина неуспешен тој референдум, тие си донесоа свој закон во кој што си го воведоа овој консултативен референдум, си направија некои пикантери, си воведоа листа на забрани на кои што им забрануваат на граѓаните, спротивно на членот од уставот кој им гарантира суверенитет, нешто што ќе утврдат граѓаните на референдум, никоја представничко тело не може да го промени. И во таква ситуација они го воведуваат членот 19 и тој член вели: референдум за исто прашање не може да се повтори пред истекот на рокот од 2 години од одржувањето на последниот референдум. Тоа значи, еве карикираме,
одиме на избори, нема шанси да обезбедат осумни, дури и да обезбедат нелегитимна е таа одлука, односно не произведува правно дејство, бидејќи е спротивна на референдумската одлука од 91 која изрично го содржи зборот Македонија и кој што референдум е задолжителен. Тоа значи тука е ограничена волјата на пратениците. Во самиот закон вели собранието во рок од 60 дена е должно да ги усогласи регулативите согласно тоест референдумските резултати. Тоа го направило собранието после референдумот од 91. Секоја наредна одлука по принципот на рес јудиката или пресудена работа мора да оди на нов референдум. Видовме дека во наредни 2 години нов референдум за ова прашање е забранет по закон. Според Венецијанска комисија не смеете да менувате закон за референдум 1 година пред одржување на референдум, значи овој член и да сакаат сега не можат да го променат, самите си се донесоа во мат позиција од која што правно не можат да се извлечат освен на нови избори на кои што и да имаат 80 пратеници што нема теоретски шанси. Повторно ви кажувам дека собраниската одлука е послаба во правниот промет отколку референдумската од 91. Дали мислите дека се ветува амнестија на учесници од 27 април во замена за помала казна за, како што веќе се слуша од партиски избори од партиите, за да гласат во собранието, ако евентуално продолжат кон тоа да идат на гласање во собранието. Така, значи овие кои нема да ја почитуваат одлуката на референдумот задолжителен од 91 година можат да одговараат за тоа дело, а тоа е организирање отпор, тоа е кривично дело од кривичниот законник, без оглед што се пратеници или било како. Значи, овие кои ги организираат овие подкуп се вртат и милионски суми. Ако се сеќавате на времето, се шпекулираше дека преку еден министер на Глигоров му била понудена сума од $1,000,000 тогашни за да го продаде условно кажано името. Сега не знаеме на колку пратеници тоа ќе биде поделено, меѓутоа тоа не може да произведе правно дејство. Повторно ќе кажам, дури и да ги поткупат, дури и да го изгласаат и друго, да ги видиме фазите на носењето уставни измени, тоа е многу долг и макотрпен процес. А договорот предвидува кратки рокови. Дури Ципрас му се смилувал на нашиот премиер, па му рекол ај наместо до нова година, нека биде до март, бидејќи веќе после тоа влегуваме ние во кампања, во Грција има избори во мај и тогаш ќе бидат прегазени Сириза од конзервативците. Така што ова непотребно го распали национализмот на Балканот, сакајќи да решат едно прашање и со сила да не напикаат во НАТО, тие створија контраефект и сега треба да си ги сносат самите последиците и одговорноста од ова. Но доколку некој пратеник или осомничен, па дури и осудено лице кое е дел од некоја политичка партија, во случај ВМРО-ДПМН, е оценуван да гласа во собранието со цел да му се даде помала казна или да му се укине казната, нели тоа е тргување со правдата? Апсолутно. И таквата одлука, повторно ќе кажам, не може да произведе правно дејство. Да ги објасниме фазите, само чисто колку гледачите да знаат, има 6 фази на менување на уставот. Значи не е тоа вака па да донесете вие како што го изгласаа Силеџиски во еден ден и ќе го поминеме на комисија. Не, тоа е многу долг процес. Прво мора да имате предлог за пристапување кон измена на устав. Како овластени предлагачи се Владата на Република Македонија, 30 пратеници што ги имаат, председателот на Република Македонија или 150.000 граѓани. Тие четворица само можат да предложат пристап кон измена на устав. Еве карикирам како би можело да се изведува. Ако владата предложи да се менува, согласно амандмани во овие 4 или 5 кои што процурија во јавност, каде што се менува преамбула, член 49 или не знам кој, од друга страна, можно е сценарио председателот да излезе со контрапредлог. Ме разбирате? Правно, ако сакаме да си ставаме спрепки. Од друга страна, можно е опозицијската партија да рече започнуваме процес на 150.000 амандмани со кои и ние 150.000 потписи со кои и ние ќе поднесеме. Или па нашите 30 пратеници, ДПМН има 50 на колку, и ние ќе поднесеме, разбирате? Значи, уште од почеток можат правно да си ставаат спрепки. Втората фаза е одлуката за пристапување, за кое што треба 2/3. Тие да имаат 2/3, до сега ќе го направеа тоа.
ќе му направеа импичмент и на Иванов, тој знае дека немаат и затоа не им го подпишува указот, бидејќи може да го сменат, практично да иницираат постапка за негов импичмент. Втората фаза, ако помине, со две третини, одиме на третата фаза. Тоа е нацрт на амандманите. Конечно ќе видиме зашто ќе треба да гласаме. До тогаш не знаеме зашто. Так. И уште не знаеме. И ќе видиме дали навистина АСНОМ се брише од преамбулата, дали навистина тиранска платформа ќе има во преамбулата, ме разбирате? Значи сите тие дилеми дополнително ќе го коштаат политичкиот рейтинг на СДСМ. Минус 7% дневно ќе им паѓа политичкиот рейтинг. Четвртата фаза е јавната дискусија, која има рокови колку треба да трае. Значи мора да имате јавна дискусија, не може без дискусија по комисии да го поминете. Тоа е процес кој трае. Сето тоа се сумира и оди кај овластениот предлагач, дали тој ќе прифати нешто или нема да прифати. Петата фаза е гласањето. Во гласањето мора да имате и бадентер. И сега опасноста е тука. Бидејќи се менува преамбула, не за друго. И сега имате села и овие кои изјавуваат доколку албанскиот не стане конститутивен народ, ние нема да ја поддржиме. Не знаеме дали ќе имаат и бадентер. Веќе Беса и предложи, да. кажа дека ќе има. И сега тука и последната фаза е да го прогласите и сега сите овие фази треба да завршат до нова година. Нема теоретски шанси. Тие тоа го знаат и затоа очекуван исход ќе бидат предвремени избори. Јас мислам дека ќе бидат скоро, веќе се лицитира и со датуми, крај на ноември, почеток на декември, за да се запазат уставните рокови и ќе се оди веројатно на пржинска влада, но со пократки рокови, наместо 100 дена ќе бидат 45 до 60 дена. Мислам дека така ќе изигра. И што воопшто ќе решат тие избори? Има многу веројатности кои практично и не ветуваат дека по изборите ќе се спроведат уставните промени. Па не, изборите се за да не се спроведат уставните промени. Тие ако има да ги спроведат и сега ќе ги спроведат. Значи, јас прогнозирам дека на следните избори ќе се случи она што му се случи на ПАСОК во Грција, тоа ќе ми се случи на социјалдемократите, пасокизација, нивниот елитизам и неслушањето на народот ќе биде скапо платено на избори. Според мене тие ќе паднат на околу 30 на пратеници. Мандатот ќе оди веројатно кај победничката партија за формирање. Тешко ќе биде да се формира влада со уцените од албанските националистички партии. Значи, завлегуваме во период на повторна правна уставна криза, непотребно, наместо да се свртевме кон реформи, кон имплементација, знаеме кои ни се слабостите, судство, здравство, школство, тие се носечките столбови, наместо овие години да и поминевме во тоа, ние повторно, благодарение на непромислените и штетни позиции и политики на оваа владеачка гарнитура, ќе имаме повторно криза како во последните 3 години од владењето на ДПМН. Можно е притисокот, доколку ДПМН формира влада, можно е притисокот да падне врз него, но повторно кажувам, Преспанскиот договор е веќе мртов. Ќе мора да се оди на нов договор, ќе се притисне веројатно и Ципрас да даде некои отстапки, особено во делот на идентитет и јазик, да каже што би се дефинирал, па ВМРО ќе вика еве ние успеавме. Значи ќе дојде март, Ципрас ќе се откаже и сето ова ќе отиде во вода и ние сме изгубиле златни 2,5 години од нашите животи и наредни 3 на кои што ќе не можеме политичка стабилна влада да оформиме. И тука го гледам пробивот на помалите партии, бидејќи никој не ја споменува толку посакуваната една изборна единица, каде што ќе се видеше кој колку тежи на политичкиот пазар, но јас мислам дека на овие ќе изненади левица со влез на неколку пратеници, од кој што ќе зависи веројатно и идна влада и ќе видиме. Значи доаѓа неизвестен период, непотребно тензичен, непотребно неизвестен период. Споменавте дека Мицковски и ВМРО ДПМН можат нов договор да донесат на политичката сцена. Дали можно тој да биде подобар од овој постоечкиот воопшто, да меѓународниот фактор повторно прави притисок во Грција, не во Македонија? Нели повеќе веројатно е во Македонија да има поголем притисок? Да, бидејќи сме послаба страна и евидентно е од самиот договор се гледа дека кај нас бил притисок. Како тогаш би можело Мицковски да донесе подобар договор? Не верувам дека ќе донесат, тие само блефираат веројатно дека. Меѓутоа дека ќе има обид за нов договор, ако тие направат влада до некаде март, можно е тоа да го изведат.
бидејќи во спротивно ќе им го стават кукавичкото јајце тие да го спроведуваат. Не знаеме, значи се е ова што би било кога би било. Очигледно дека за овие предвремени парламентарни избори нема да има една изборна единица, повторно ќе бидат 6 изборни единици, што и е утежителна околност за помалите политички партии, посебно и кога е во прашање левица. Мислите дека доколку сега во овој момент под да речеме имавме една изборна единица, левица со колку пратеници би можело да влезе? Значи, колку би тежала левица на политичкиот пазар? Немаме ние такви предвидувања. На минатите избори, колку за споредба, со гласовите кои ги освоивме, ако имаше една изборна единица, ние ќе бевме парламентарна партија. Тоа значи дека системот е така скроен да им одговара. Декларативно и Заев и Мицковски се за една изборна единица, но на терен гледаме дека они си договорија пари како да се делат од буџетот и така натаму, но не го отворија прашањето за една изборна единица, бидејќи во тој случај губат големите партии по еден, двајца или тројца пратеници. Тогаш се отвара простор за вистински политички и идеолошки плурализам на сцената. Ние, например, немавме на минатите избори, немавме во шеската, сега ќе имаме и во шеската, што значи дека и тие гласови ќе дојдат на контото на левица. И да кажам една спецвојна која се води против левица. Тоа значи секогаш кога левица почнува да добива на рейтинг, што ние го гледаме преку пристапници пополнети, секогаш се вадат овие условно кажано почисти од левица, секогаш 2 дена пред молкот, еве и сега беше, поднесоа кривично против нас, не ни знаеме зашто е. Значи тие се луѓе на владеачката партија, чии што деца се запослени по државни институции и секогаш се на тастер 2 дена и овие медиумите блиски до власта тоа го ставаат на насловни страни као нешто да се дешава во левица. Тие се исклучени луѓе уште пред 2 години, тие немаат врска веќе со левица. И друга една, тоа не е ни толку битна, побитната работа е тоа што Министерството за правда и покрај добиен спор од управниот и од Висшиот управен суд одбива да не ги исплати буџетските пари кои што ни следуваат по закон. Тоа значи дека ако сега се распишат избори, ние немаме пари кои ни следуваат по закон да си отидеме на избори регуларно, да си закупиме простор, да си платиме кампања, ме разбирате, најнормално. Во случајот наш тоа е околу 25.000 евра кои што не ни ги исплаќаат намерно. И се тужиме и цело време и не ни ги исплаќаат. Се нижели камата барем тие, ќе земете ли повеќе? Ќе видиме. При крајот кажавте дека еве власта практично застанува на некој начин против вас. Вие сте левица, а СДСМ и левици има конфликт уште во времето на шарена револуција, да не го забравиме и тоа. Да. Но по се сега изгледа дека сте на сосема спротивни страни. Дури има обвинување од владеачката гарнитура, од XX лица дека вие сте станале радикална десница. Не, тоа се фикс идеи. Ние сме идеолошки доследни на левицата. И така ќе продолжиме. Тоа како антиестаблишментска партија досега вродува со плод. Народот препознава автентична грасрут политичка сила, бидејќи ние не сме од вчера, иако партијата постои скоро 3 години, нашиот активизам е скоро 10-11 години. Ние го имаме искуството и од улиците, сега се опипуваме и во праксата, во оваа прљава политичка игра, така што нашиот став е дека преку улица не можеме се да оствариме и затоа мора левица да влезе во институциите и институционално да се обидува да го променува системот. Се навратиме уште еднаш на договора, тука е членот 2, кој беше исто така доста коментиран во јавноста, односно словената поддршка. Дали ви обрнавте внимание на истиот член? Да, тој е многу деликатен. Во членот 2, ставот 4, тоа го коментираше и еден професор од правен факултет, кој што учествуваше во тимот каде што ние ја победивме Грција. Еве го дословно како стои. Особено за условената поддршка на Грција во НАТО, каде што тие ни ставија вето. Вели, втората страна, тоа сме ние, тоест првата страна, Грција, ќе го извести генералниот секретар на НАТО, Столтенберг, дека го поддржува проширувањето на поканата за пристап на втората страна, наша, во НАТО. И вика, таквата поддршка е условна и зависи од 2 кумулативни услова. Прво,
од исходот на референдумот, ако втората страна реши да го одржи, тоа значи од исходот на референдумот, и второ од комплетирањето на уставните амандмани. Значи во пакет одат. Еве сега да хипотетизирам и да поминат уставни амандмани и ние со нота да ги извести, еве го променивме уставот според. Тие секогаш ќе најдат можност правна да се повикаат на првиот услов и да речат вие немате успешен референдум. Иако сега го поддржа референдумот дека е успешен? Секогаш. Да, декларативно, но знаат тие да толкуваат право. Значи тоа е едно е политичкото толкување на Маричич и овие, друго е правното, значи им се смеат и по светот кога ќе речат со 36% дека имате успешен референдум, тоа е за по дома муабет. Еве да речеме дека овој договор пропаднал, толку е од него, не може да се спроведе, не може ниту една партија да го спроведе, ги поминеме сите можни рокови. Што во тој случај со Европската унија, со НАТО се создава правна можност да се толкува дека членството во НАТО веќе не е препорачливо како сигнал од граѓаните. Тоа беше и опасноста на која ние алудиравме. Зошто го ставате во пакет кога поддршката е постојано зборуваат тие исто така дека 80% од народот е за членство. Да, тие зборуваат и дека ќе излезат над милион луѓе, па излегуваат 600.000. Така што ефтин блеф? Да, не знам кои се стратези, но очигледно пиерот име ДПМН беа 5 светлосни години напред во пиерот од овие. Ништо нема трагично да се случи. Ќе си ги отвориме поглавијата онака како што ќе си ги правиме реформите. Ќе си важи привремената спогодба со Грција како и до сега. Никому ништо нема да му фали. Кога ќе почнеме да се свртиме кон себе и внатрешни реформи, зашто и го добија мандатот, тогаш ќе пркне ово општество. Како левица за зачленување во Европската унија, а не НАТО, дали мислите дека тоа може да се случи без договор, односно спогодба со првата страна или Грција? Тоа е паѓање непотребно во транс и драматизирање. Ако се сеќавате, 90-тите години на почетокот, повторно под влијание на јаката грчка дипломатија, се донесе Лисабонска декларација, во која се велеше не може да постои држава со име Македонија во себе, со зборче. Па еве постои толку години. Потоа секое наредно одење беше се поблаго и во наша полза. Тоа значи се шпекулира, тоест веќе има најави и од еврокомесари дека веќе од наредна година во тој голем план за реформи во ЕУ се планира да отпадне ветото, особено при овие поглавја. Сега јас не сум експерт за европско право, но онолку колку што имам информации, тоа значи дека Грција веќе ќе не може и да блокира поглавје по поглавје ако го отвараме, така што идат светли моменти доколку си го зачуваме достоинството. Доколку не си го зачуваме, нас ни е џабе што и да го промениме, името ние до 2035 нема теоретски шанси да влеземе. А на овој начин до 2000? На овој начин истото ќе биде темпото, со тоа што како мине времето работи за нас, затоа што покажуваме карактер, покажуваме достоинство дека има некои работи за кои не се преговара. Тоа значи дека можеби и до 2035 да, дека можеби ќе влеземе и како Republic of Macedonia или како под привремената референца која што сепак го содржи Republic of Macedonia. Ме разбирате? Значи, кога вие на странец ќе видите кратенка ФИР Македонија, тој не знае што значи ФИР, тој го гледа Македонија. А сега по новото вие мора да ставате Норд Македонија, ме разбирате? Значи, тоа беше кваката која што за среќа народот ја прочита и не дозволи да помине овој штетен договор. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и вас. Се надам се гледаме наредно.